Денес на седницата на управниот одбор на гостини е заменик министерот за економија и директорката на агенцијата Инова, за да ни ги презентираат активните мерки кои ги има владата во делот на поддршка на стопанството и да ги земат предлозите на прилепските стопанственици, односно нови регион, на стопанствениците од Прилеп, Кривогаштани, Крушево и Долнени и да ги имплементираат во наредните програми за идната година на владата. Она што ние најпрвин го потенциравме, она што сите компании го потенцираа е недостигот на работна сила и адаптирање на дуалното образование према бизнис секторот онаков каков што е. Зборувам за на локално ниво, значи локалното образование да се адаптира према бизнисите кои се одвиваат на локално ниво. Потоа дополнително побаравме од страна на Министерството за економија поголеми поддршки во делот на промоција на домашните производи, да се воведат заштита на македонските производи, да се воведат некои мерки каде што во сите продажни места, не зборуваме само во маркети, туку секаде да се промовираат македонските производи, на сите продажни места да има 50 минимум 50% истакнати македонски производи. Не сме против увозот на странски производи, но сепак да биде македонските производи да бидат да кажеме да се даде акцент. Исто така побаравме заштита на македонските производи преку борба со сивата економија. Свесни сме дека има големи увози од страна на некои кинески провайдери, Тему или така натаму, каде што кои вршат сериозен проблем на малите најмногу предпријатија, на нивните производи, продажбата на нивните производи кои претежно се пласирани на македонскиот пазар и сметаме дека тука државата, односно владата треба да даде поддршка, истите да се проверува нивниот квалитет при увоз, да се оданочат, да имаме еднаков и фер третман и македонските производи да може да бидат што повеќе промовирани. Според нашите податоци, прилепската економија за нијанса бележи раст. За нијанса бележи раст, значи некој пола процент или 1% од бруто домашниот производ и понатаму го подкренавме од претходните години. Тоа значи дека Прилеп како регион дава се поголема тежина или учество во делот на бруто домашниот производ и понатаму сметаме дека овие инфраструктурни проекти кои се започнати, што побрзо се завршат, сметаме дека и оние кои се најавени од страна не само на владата, туку и во предизборната кампања кои ги гледаме од кандидатите, тогаш сметаме дека Прилеп во наредните 3-4 години би требало да и понатаму бележи раст во делот на учеството во бруто домашниот производ. Имено доколку локалната самоуправа се фокусира преди се на креирање на едно подобро општество за своите граѓани, тоаш верувам дека и ние како прилепчани сите би си го задржале своето огниште и би го намалиле бројот на одлив на нашите млади сограѓани како надвор од нашата земја, така и во главниот град на нашата земја. Од тие причини до идните власти на локалната самоуправа, она што бизнис заедницата им препорачува вистински сериозно да почнеме да работиме сите заедно, нормално со поддршка на бизнис заедницата, преди се да креираме здрава, права и една среќна животна средина каде што сите ние би се го реализирале својот успешен живот. Фокусот преди се она што е препорака од бизнис заедницата до идните власти на локалната самоуправа е креирање на право урбанистичко тело каде што ќе може да се креира дополнување на дигитализација и дополнување на урбанистички планови се со цел да им се возможи на представниците од бизнис заедницата поголеми инвестиции, капитални исто така инвестиции како во инфраструктурата, така и во високата и ниската градба, преди се во домувањето за младите брачни парови. Потоа фокусот е ставен на спортот и што треба локалната самоуправа заедно со бизнис заедницата да направи во креирање на инфраструктура за да може да се подобри спортскиот живот во нашиот град. Јас тука би ги спомнала и медиумите. Ние како град веќе долго време немаме локален медиум и сме на некој начин неинформирани, е клучен и битен за да може да бидеме информирани за се она што се случува како во нашата држава, така и надвор од истата, на телевизија, да, мислев на наша локална телевизија
И секако дека она што е суштината е комуналната хигиена на градот и креирање на додатна вредност од отпадот. Она што ние сите секојдневно го креираме, тоа е отпад. Знаете, ние најмногу од она што правиме на дневна база е отпад. Од истиот тој отпад да можеме да креираме додатна вредност за подобрување како на енергетските капацитети, така и за подобрување на чистотата во нашиот град. А јас само уште лично би го додала фокусот на земјоделието. Сметам дека тоа е иднината на Пелагонискиот регион и треба малце посериозно да се занимаваме со опциите кои што може оваа земја да го даде како поврат во креирањето на подобар животен стандард. И се тоа доколку би се реализирало, јас сум убедена дека би го сопреле процесот на одлив на нашите сограѓани и на тој начин едно од најклучните прашања или предизвици со кои што се соочува бизнес заедницата во последно време, а тоа е работна сила, дека би го надминале со тоа што секој би си го нашол своето парче среќа под ова небо. Имаме едни од редовните состаноци со регионалната стопанска комора од Прилеп и регионот, вклучувајќи и општини Кривогаштани и општина Крушево. Ние сме транспарентна влада и транспарентно министерство, секогаш ги сослушуваме потребите на бизнес секторот со цел да сите оние оперативни планови и активни мерки од владата и Министерството за економија и труд ги направиме да бидат подостапни за бизнес секторот, односно што повеќе да искористат средства, да ги прошируваат своите бизнеси, да отварат нови бизнеси, да и подобруваат технологиите, да заштитат животната средина, од друга страна да вработат и да отворат нови работни места, односно да не дозволиме што повеќе, како што беше претходниот период, работоспособна работна сила од Македонија, од пазарот на трудот да ни заминува во странство. Тоа го покажа и последниот оперативен план за 2025 година, каде што Прилеп представува еден од најактивните градови преку Агенцијата за обработување. Слободно можам да кажам дека имаме преку 300 апликации кои што се однесуваат за мерката самообработување, 50 на апликации за мерката за раст на постојаните субјекти, 10 на апликации има за заштита на зелената економија, исто така и за практиканство. И сите овие мерки кога ќе се сублимираат и на крајот ќе ги искористат, дали се тоа невработените или компаниите, ние со овој оперативен план за 2025 година отвараме нови 300 работни места преку нови бизнеси и вработување на луѓе, пред се млади луѓе до 29 години во постојаните компании. Тоа е навистина еден добар процент на успешност, а од друга страна исто така морам да напоменам дека се она што, бидејќи мерките нормално не се дадени една за секогаш, дадоа и предлози кои што предлози може да и подобрат постојаните мерки, меѓутоа и да воведеме нови и поатрактивни мерки во иднина со новиот оперативен план кои ќе бидат многу подостапни и пооперативни и за постојаните компании, меѓутоа и за невработените лица. Овие бројки на ниво на Македонија се или за Прилеп? Овие бројки се исклучиво на ниво на Македонија, на ниво на Прилеп. Се извинувам, на ниво на Македонија се многу поголеми бројките, многу е поголем интересот. Зошто е поголем интересот? Пред се затоа што оперативниот план е историски најголем план, 40 милиони евра, меѓутоа нашата транспарентност и презентирањето на сите овие оперативни мерки да бидат поблиски до граѓаните и до бизнес секторот. Видете, јас можам да кажам конкретно за инспекциите кои се под наша надлежност, а тоа е инспекцијата, пазарната инспекција. Од она што го имам како сублимат и информација, до сега се направени 18.000 инспекцијски надзори на ниво на Македонија и изречени се некаде околу 120 милиони денари на казни, платни налози за казна, оние кои не ги почитуваат законите во Република Македонија со цел да придонесеме во сузбивањето на таа сива економија која го разорува македонската економија и стопанство. Меѓутоа, од друга страна, Комисијата за заштита на конкуренција, таа е по надлежност на собранието, има доста пријави, во овие разговори ги охрабруваме и компаниите, производителите и добавувачите, посебно на храна и земјоделски производи кои се опфатени со Законот за нефер трговски практики, сите неправилности да ги пријават, а не се предвидени нормално во Законот се казниви,
да ги пријават во комисијата. Веќе имаме пријави, се работи на повеќе пријави и ќе изслушните првите казни при крајот на годината, бидејќи треба да помине и одреден период за да можат да бидат израчени такви казни за непочитување на овој закон. Кој е еден од предлозите за да биде уште поактивен овој закон и поголемо почитување, да има посебно од некои големи маркети? Еден од предлозите е, кој сигурно ќе го прифатиме, е да биде зголемена казнената политика предвидена во самиот закон, односно повеќе кратно да биде зголемена казната која се изнесува само 20.000 евра, што и не е многу за вакви големи субјекти маркети. 18.000 надзори на ниво на Македонија за период од една година. Од почетокот на годината до Не, од почетокот на годината, него од месец ноември до сега. Да, фактички скоро една година, да, период една година. Неодамна изјавивте дека дел трговци непазарно се однесуваат. Добро. Значи тоа и какви би биле казните или се изрекуваат? КЗК и пазарна инспекција се цело време на терен, по пријави, по дојави, меѓутоа и по нивно видување, бидејќи тие имат и она годишна програма за посетување на правни субјекти со цел да утврдат законитоста во нивното работење. Сегде каде што ќе бидат фатени, а го и прекршуваат законите, ќе бидат казнети. Мислам дека на добар пат сме да го направиме тоа. Гледаме дека инфлацијата веќе се стабилизира, почнува благо и да се намалува, посебно во основните прехранбени производи, иако не е тоа доволно, сметаме дека во наредниот период со една таква добра политика, дека навистина ќе успееме да го заштитиме повеќе животниот стандард на граѓаните и инфлацијата да биде на едно стабилно, би рекол, европско ниво. Значи се фокусирате на инспекцијскиот надзор. Апсолутно за сега да. И транспарентност во објавување на цени. Се спрема нов софтвер кој исто така ќе биде презентиран во наредниот период да биде унифициран и бесплатно даден на сите трговци. Добар ден и од мене. Јас да не се повторувам, само ќе истакнам дека оваа средба со регионалната стопанска комора е од клучна важност, лично за мене како директор на ново формираната агенција за иновација, научно-технолошки развој и предприемништво или скратено ИНОВА, која што произлезе од спојувањето на двете државни институции, односно Агенцијата за поддршка на предприемништвото и Фондот за иновација и технолошки развој, бидејќи во овој момент ја креираме програмата за 2026 година и сакаме таму да влезат проекти кои што ќе бидат излезени од бизнес заедницата, бидејќи сакаме да одговориме на нивните реални потреби. Во моментот, покрај административните работи кои што ги спроведуваме согласно новиот закон, работиме на целосно креирање на програмата директно од терен заедно со бизнес заедницата и научно-истражувачките центри. Што беше она што прилевските стопанственици порача и што вие веќе го имате во програмата во предвид? Да, клучно нешто беше и дигитализацијата на самите процеси, со што и ние сме фокусирани на целосна дигитализација на самата агенција, како и на повиците кои што ќе следат, бидејќи со покрај олеснувањето на стопанствениците добиваме и поголема транспарентност како и спречување на корупција.